повтори? Па не, нема време денеска. Станав во 10, јадев и... Па како немаше време, јас станав, јадев, играв на компјутер, пишев домашна, цртав. Дури имав време и да повторам последната лекција. Бев до продавница. Не знам дали ќе имам време да научам. Ако имам, ќе се придружам. Вие денеска ќе идете на лизгалиште? И јас научам таму да доаѓам досадно. И знаете ли за 3 недели имаме 10 годишен кој мора да се научам. Извинете, се мешам. Леле. Кај не се татките. А вие успеавте се да научите? Како имате време за се? Вие имате време и за играње на компјутер, и за допишување на телефон. Јас немам време за ништо. Пресно станувам во 7, доместам времето, се мијам лице и заби, се облекувам, па јадам, па заминувам во училиште, па од кога ќе се вратам ја пишам домашната, од кога ќе напишам бришам би прашина, ги мијам седовите и помагам све што треба на мајка ми и потоа читам книга. И тоа се го правиш ти во еден ден? Да, прелесно. Да, се исто го правам. Добро, ако успеам да завршам, ќе се приклучам. Чао, Софија! Абе, вие само да играте, мислите? Кој ќе научи за утре, за задутре, за позадутре? Цел ден само да се играло, срамота. А јас уште немам и за 3 недели научен. Убав план да завршам се. Здрав, дали имаш некој совет како да имам време и да научам и да играм надвор? Леле, пак таа само на играње мисли. Па вака, за да можам да ти помогнам како да научиш. Ти треба, јас барем, станувам малку порано, се спремам за учењето, односно правам план како да учам и потоа се држам строго до тој план. Ако пишувам да... сакате да ја помогнем на Лината, никогаш не може да ги заврши своите обврски. И плюс некако сака да игра, а јас ќе оставам за еден сат ќе повторам све ова, значи многу интересната лекција. Ајде да ви направиме некаков интересен распоред. Ајде. Немам време. А што правиш? Пишувам домашна. Домашна, ама ние те оставивме тебе да пишуваш домашна пред 3 сати. Да. Па, правев пауза 2 часа. 2 часа? А ти така никогаш нема да научиш. Навистина. Па бев уморна. Цело време само учам и пак не можам да постигнам. Јас правам пауза само на 5 минути. И јас. Јас на 10 минути. Некогаш други не правам пауза ако е интересна лекција. И кога правам пауза со книга, а не со телефон. Да. Па не правев пауза со телефон, туку правев пауза со... А ти сакаш ние да ти помогнеме? Би сакала. Па, ајде сега ќе ти направиме распоред по кој што мораш да се држиш. Везнато. Мораш да имаш. Добро. Па, сега од сабајле си или од поручак на училиште? Од собајле. Па тогаш дојдеш на училиште веднаш. Да. Не да се задржуваш по патот, никако. Дојдеш на училиште веднаш и пишуваш домашно. Да. Уште пред да направиш било што пишуваш домашно. Потоа, кога ќе го завршиш домашното, правиш мала пауза. Мала пауза! Можеше да и 10. Да, зависи како ги Како учиш. се мали? Да. А добро, време за играње? Па секако, откако ќе завршиш со учењето, кој што би требало за, ако учиш за еден ден да трае 2 до 3 часа, ќе можеш да играш. Да. Каде сакаш, што кого Откога ќе сакаш. ги завршиш сите обврски, ќе можеш да излезеш надвор и да играш. Да, ако сакаш. Повеќе А исто лесно, така, би било добро и да читаш книга пред да спиеш, да бидеш малце популарен. Наместо да гледаш на телефон, Да, и требало да да гледаш читаш книга. книга. Јас стојам да доучам лекцијата, за уште. Ја